Почитувани граѓани, на криминален начин се потрошија 630 милиони евра за споменици во Скопје. Граѓаните постојано се задолжуваат, а 4 години жителите на Гевгелија пијат загадена вода полна со отровен арсен. Уште пред точно 2 години, Институтот за јавно здравје констатираше дека водата од Гевгелискиот водовод не е безбедна за пиење. Од последната направена анализа од референтна лабораторија по нарачка на невладината организација Арсена покажа дека присуството на арсен во водата изнесува 21,3 микрограми на литар, што е 2 пати повеќе од максимално дозволената граница. На градоначалникот од ВМРО ДПМН, Иван Франгов и јавното комунално предпријатие Комуналец полесно им е да ги кријат анализите од јавноста, отколку сериозно се зафатат со решавање на овој проблем, кој што значи здравје и живот на граѓаните на Гевгелија и околината. Цели 4 години ВМРО ДПМН дозволува се трујат граѓаните на сметка на своји лични и бизнис интереси. Градоначалникот од ВМРО ДПМН, Франгов, за цели 8 години мандат потроши над 40 милиони евра од општинскиот буџет, но не издвои ни денар за реалните потреби на граѓаните. Недозволиво е вакво однесување на штета на граѓаните, имајќи предвид дека последиците од загадената вода се опасни по здравјето на граѓаните. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Собранието на Република Македонија во ноември 2015 година приносење на буџетот за 2016 година поднесе амандман со кој што побара да се издвојат 1,5 милион евра за решавање на овој проблем. Но власта на ВМРО ДПМН го одби овој амандман со образложение дека за овој проблем биле обезбедени средства од Светска банка со ветување дека истиот ќе биде решен до април 2016 година. Проблемот не е решен, а граѓаните се уште пијат вода полна со отрови. На криминалниот начин на владење, самоволието и недомаќинското работење на ВМРО ДПМН на штета на здравјето на граѓаните им дојде крај. По демократските промени, новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се обврзува да го реши овој проблем без притоа да ја задолжува општина Гевгелија, бидејќи за здравјето на граѓаните не се прават компромиси. Благодарам.